Дами и господа, добра вечер, добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис класа, овозможено од Diners. Јас сум Мишко Јонов. Во ова издание, ова епизода ќе говориме за бизнисот секако, но ќе поврземе неколку сектори, од текстилот преку струјата, па и до градежништвото, а на крајот малку и за она што е актуелно кога го прашање Македонија, тоа се оние ритейл паркови. Ќе видиме што и како се случува во Штип, меѓутоа и пошироко, не само во Штип. На самиот старт, пред да ви го кажем нашиот гостин, не заборавајте лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал, Мишко Јованов. Следете ни и на социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram, на TikTok. Велам добре дојде за бизнисменот Маријан Јовчевски, штипјанец, и затоа реков текстил, струја, градежништво, ритейл парк, јам во најави, иако веќе се надзира оние кои што дадат во Штип. На почетокот добра вечер, добре дојдовте. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Драго ми е што ме поканивте. Се знаеме многу одамна и веројатно тоа ми е и слободата да можеме да направиме еден, како да кажеме, една паралела или еден вовед за тоа. Почнувате 98-ма. Тоа се интересни времиња се тоа генерално за држава. Ние тогаш девозрастни, меѓутоа не доволно возрастни, но време кога си амбициозен, спремен да влезеш во ризик, држава во едни чудни моменти на трансформација на капитал, приватизации, и се решавате текстил. Па, тоа беше најактуелно во тоа време. Во тоа време доаѓам од текстилен град, генерално Штип е текстилен град, секој пат бил, од почетоците Македонка како текстилен комбинат, кој што беше најголем, да кажем, во бившата Југославија, практично во југословенски простори, беше една од најголемите текстилни, односно памучен комбинат во тоа време. А другиот беше Астиво, кој што моите родители, практично татко ми работеше во Астиво и по некоја, да кажем, случајност или инерција, продолжив ја во текстилот. Тоа е 98-ма, почетоците, така? Да. Немав ни цели 18 години кога формирав фирма. Добро, и што, ние се знаеме толку години, меѓутоа што мислиш во тој момент? Идам каде идам? Како тоа Кина, како текстил? Сега не говориме ние за конфекција која што, нели, бидејќи Штип е познат по тоа оној модерен момент, меѓутоа Јофатекс е нешто друго. Така. Јофатекс никој пат не имал производство на текстил класично. Секој пат е имал, да кажем, некакви нарачки кои што дава во некои фабрики, и тие нарачки се испорачувале до крајниот купувач. Туку е бил некој, да кажам, бафер помеѓу производството и секој пат до крајниот купувач. Односно, на самите почетоци имаме работено со опрема за текстил, тоа се машини за шиење и резервни делови. Практично со Турција почнувам прв пат да работам негде 97-98 година. И почнав малку, да кажам, како прво бев многу млад. Сите мои другари, вие отидовте на факултет, практично сите. Има еден правец кој што беше нормален. Јас малку земав друг правец во тоа време и почнав да работам нешто. Со колку пари почнаш бизнес? Со нула пари. Со нула пари. Тоа е интересно, веќе многу сакаат да слушнат како можеш не како можеш, туку како имаш желба, амбиција дека можеш да успееш. Нула пари, ќе ти кажам многу интересна анекдота. Татко ми имаше еден дуќан мал и го издаваше под кирија. Тој дуќан беше на 2 ката во тоа време и вториот кат го издаваше под кирија, а они беа во стечај. Татко ми и мајка ми потекнувам од скромно семејство. Тие се времињата. Така беше време. Тие се времињата. И во тоа време практично беше борба за живот. И татко ми вика, слушај, вториот кат го издавам под кирија, можам долу да ти дадам еден простор 6x4, 24 квадрата. 6x4. И така почнувам бизнис, стари машини ќе купувам, да кажам, со позајмени пари, со дел од некои мали семејни пари, зборам у рамките 2-3-5 илјади евра. Да кажем, некој пат са били 10.000 евра, некој пат, односно не евра, тогаш марки. Дојч марки, значи кога почнав. Беа многу тешки времиња, од аспект на стопанството беше на колена.
Тоа што значи? Родителите земаа многу мала плата Или или не работеа. и не работеа, Или не. беа постаче сите, кои сите. И едноставно беше тешко да се почне бизнис во тоа време. Меѓутоа во тоа време точно има визија дека сакам да направам сериозен бизнис. Никој пат не сум оноа по инерција ми дошло нешто пата. Знаев точно што сакам. Сега не можеш да знаеш 100% што ќе се случи, меѓутоа што бараш, знаев секој пат што барам од себе. И секој пат барав да имам до мене сериозен партнер. Значи тоа значи секој пат разговарав кој е најсериозен во фабриката која ќе влезе. Многу пати ме враќа, бев многу млад. Морав да носам одело и кравата на мој 17, оваки исто изгледав, меѓутоа бев 70 кила, беше како закачалка мојата кравата и одело, а мора да носам одело за да изгледам сериозно, за да ме прифане директоро генерален, пошто избегавав да разговарам со некои периферни луѓе, затоа што секој пат не успевав со нив. Затоа што информацијата не стигнува до тој што треба да стигне. Баш така, Мишко. Тоа и денес така. И денес, за жал, го задржавме тој стил на однесување, што не е добар. И баравме секој пат да сретнеме некој голем директор. И кога сретнеме некој таков директор, шо дете бара ке мене, така беше прашањето. И сега ќе те врате, нели? И сега малку си несреќен, ама секој пат во животот мене најголемата, да кажам, богатство во мојот карактер е што не се откажу. Упорност. Упорноста, така. И после неколку, да кажам, недели, или ја, да кажам, истиот ден ќе преспиам попладне, пошто имам некој навика, преспиам пола час, ќе преспиам, ќе идам во друга фирма, ќе влезам, пак ќе тропнам на врата, пак директорот, пак иста слика. Беше многу слична да продадеш машина. Машина, резервни делови, резервни делови, не е битно. И кој е првиот кој што успеа? Кај запали прво? Не се баш сеќавам, меѓутоа мислам дека во Велес еден директор имаше голем, Бажи или Благој му беше името, Стоби конфекција на времето, дали постои сега, не знам. Влегувам, стари машини продават, да ги купам, вика, не ги продаваме, ама викам, ви стоат така. Еден друг директор, еден комерција или беше, вика, бе, шо не му ги даеме, вика, старо железо, вика, шо нека ги земе. И така некоја, после не знам, имаше некоја во, дали беше Каменица, една фирма Вера Јоцич стара во... Се со такви фирми работевме. Поголем, да кажем, исчекор направив, после 2 години, например, негде во 2000-тата, влегов во една фирма на еден директор од тоа време, не знам сега дали жив човекот, ме прифати многу, Мокел Бито, модна конфекција Алпида, стара исто беше. Па имаше некоја процес на приватизација, работе за една германска фирма, па тој германецот некако му се бендисав ја, пошто секој пат преферирам да бидам прецизен. Ако нешто ветам, се обидувам да му го испорачам до крај. И на тој начин ме некако прифатија, се некако прилепив до нив и таму направив поголем исчекор, односно ја приватизира, ја трансформира фирмата, а јас целата нова опрема у тоа време ја дадов. Не се сеќавам, ако сега ме прашате пред 26 години, само епизоди ми се... Не, добро, ама гледаш, останува врежено на што бара ова дете, меѓутоа упорноста во меѓувреме како велите, од кога почнав 2 години, така, 2 години за да стигнам до Битол. Се сврте некоја пара? Да. Заработив доволно. У тоа време беше многу тешко, банките како банки не функционираа. Верувате или не, тогаш имаше завод за платен промет или тоа време беше на централна банка. Така. И во таа централна банка ние чекавме да однесеме налог, да платиме и да земеме извод кој ни платил. И кредит не доваѓаше во обзир да земеш. Ја и не сум некој склон човек на кредити, меѓутоа банките помагаат во даден период кога ти требаат пари да... Во тоа време функционира лихварски некои друштва, да кажам, кои што имаа некои енормно високи камати, не беше регулирано, државата не беше, како да кажем, на носи. Па нема, тоа излегуваме од Југославија, излегуваш, почнува процес на трансформација, стечај едно друго, нерегулиран и бизнисот, пари во кеш, знаете се, свеќе се подруго. И
Да, битола тие 2 години, значи во секој случај упорноста е многу важна, барем за оние помладите кои што не гледаат, да не се откажуваат на првиот неуспех. И сега тие ги цените како тешки моменти на почетокот од дистанца денес кога гледате или? Не, Мишко, види, јас од денешна дистанца го гледам, тоа е било моето школа. Практично моето неформално образование се заснова на практично тие неуспеси во наводници, односно биле успеси. Сум го формирал мојот карактер, а сум уз тоа учел и како да правам бизнис. Значи, нормално дека тоа нема да го третирам како неуспех. Тоа било можда најголемиот успех, Така е. кога во тоа време на дете на помеѓу 18 и 20 години можело да влезе сегде, да има самодоверба, да остави почит, да може пак да влезе во истата фирма, да може да има релација. Мобилен телефон јас негде во 2001 практично купив. И истиот број. И устиот број ми уште ден денес. Не сум го сменил никој пат бројот и никој пат се немам нејавено на човек. Да. Може да му се јавам или спијам, кога спијам само може да се јавам. Тоа е тоа. Тоа е за мене голем успех. И целите како ги поставаш? Па, Турција. Последен чекор Кина. Последен чекор Турција. Знаеш, пошто сега не знам тоа амбициите растат. Океј, сега сум стигнал 10.000 марки. Одиме на 50.000 марки, одиме на 100.000 марки, одиме до милион. Немам ориентација ја како бизнисмен како размислувам во таа насока. Во тоа време брзо напреднав. Реално, многу брзо напреднав. Луѓето што беа возрастни, некако на почеток бев детето, ама после бев сериозен партнер за нив. Брзо се етаблираш. Да, брзо се затоа што ги етаблираш. фаќаше Така, пазарите. така. Да. И реално во Турција направив добри релации, односно добри партнери во Турција, кои што ми веруваа, ми даваа на некој одложено плаќање во тоа време, да не им платам одма, а тоа се правиш само на обрз во тоа време. Така. Значи немаше ни банкарски гаранции, немаше ни некои, да кажам, специјални обезбедувања, кои што се барат денес, беше на обрз. И имаше еден, двајца, тројца партнери турци, кои што на почетоко ќе земаме една роба, па ќе ја платам за 2 недели и патував секои 2 седмици во Истанбул. И таа беше првата бизнес дестинација до 2001. 2000-та почнав малку со овие Емиратите да работам. Бев Дубај на мои 20 години. Тие тогаш не беа уште актуелни, Не беа атрактивни. реално, не атрактивни, беше пустина, буквално пустина. И не направив ништо. Реално. Добро, како го бираш, како ги бираш Емиратите? Како арапските земји? Некако имам, можда да кажам ја... Тој њух или информација имам па со нос за бизнис. Многу комуницирам со луѓето и многу патувам. Што значи тоа и ден денес истиот стил на однесување го имам. Што значи тоа? Стилот на однесување ми со секој човек ќе направам овет, ќе го сретнам, ќе поразговарам. Ако бара од мене информација, ќе му кажам точна информација, да не се доведе до состојба да провери па да биде незадоволен. Значи не лажам никој пат. Тоа значи дека довербата е стварам од моја страна. Автоматски луѓето што треба да испорачат према мене исто на некој начин ми враќаат со иста мера. И тие испорачуваат вистински информации према мене. Тоа значи Емиратите сум го добил од негде, сега точно не знам информацијата, дека во Емиратите можам да набавам поевтини машини и резервни делови. А Емиратите беа некој бафер помеѓу Кина и Европа. И Европа. Така е. Така е. И има стварно многу големи магазини за машини, меѓутоа многу мал беше разликата во цена, кога збореме многу мала разликата во цена, помеѓу Турција и Емиратите. А Емиратите беа, можеш да купиш контейнер, па не можеше да купиш, да кажам, помала количина. И некако не ми се бендиса тај стил, некако беа и тај арапски стил на однесување во тоа време го има, они многу се пазариш, па многу некако несигурност влеваа во мене. И не направив ништо, не е битно, Емиратите не се интересни за за мојата кариера. Во 2001 отидов во Кина.
Пак со пријатели од ваму од таму. Ама пак е амбиција. Пак Ајде, амбиција, идеме да, Кина. да. Значи, ја никој пат не сум престанал да бидам Да, амбициозен, да. а и никој пат не сум престанал да имам визија за нешто понатаму. И отидов во Кина, беше, да кажам, очајно времето у Кина. Ме возеа со рикша, такси немаше. Рикша значи една двоколка, човек те влече, ти му плаќаш. Ова е 2001, Тоа е така? 2001, да. Значи Кина 2001 и Кина денес 3 века разлика. Ама ќе зборуваме за Кина денес. За Кина може да зборуваме малку Денес. пошироко, за да може да објасниме малку повеќе за Кина. Во 2001 одам и пак и во Кина не правам бизнис. Значи, ја гледам состојбата, гледам шо како, меѓутоа мислам дека ја уште не сум Нешто фали. Нешто Нешто фали, да да, фали. нешто фали. А фали тогаш фалеше квалитет на нивниот продукт. И продукто. И во Кина одиш по машини, така? Да, исто и по машини делови. и делови, Аха. да. Меѓу другото гледам и текстил, Аха. текстилни материјали у тоа време. Мислам дека текстилните материјали малку повеќе ме заинтригираа у тоа време. Тоа сега говориме за текстилни материјали на големо, Така, што се носат и се одат по дали по конфекции, дали по не знам по тели така за облекување или по што ја знам. У тоа време некој домашен текстил од типот на постелнина, не Аха. можеше да земеш некој моден текстил кој што ќе биде со висок квалитет и Ама добар. мислам квалитет. дека не ни одеше, ако не се лажам, не ни целише на тоа ти моден текстил. Те повеќе ти беше ова од друго. Претпоставувам се, така барем изгледа. Да. Имам и моден текстил работено. Што се случува? Во 2003 година почнувам да работам моден текстил со еден холанѓанец, кој што практично ми беше како татко, да кажем, мојот биолошки татко ми е татко, денес жив и И здрав. татко и гуру. И така и гуру. Меѓутоа, мојот бизнис татко ми беше тој човек. Алберт Роде се викаше, холанѓанец. Ме запозна еден пријател од Турција. Многу интересно. Ја научив турски за 2-3 години, да зборам турски. Аха. И вика, дојди малку, вика, овој бара, вика, холанѓанец, вика, за ваму, за Балканот, вика, некој представник, некој што ќе ја продава неговата роба, ќе ја дистрибуира. Викам, добро, окей. Никој пат не сум бил негативен да кажам шо, како и да се плашам. Не се плашам. И што се случува? Вика, дај, и у тоа време фотокопија, вика, дај ми го пасош, ја го вадам од джебот пасош, е пасош, ми прави фотокопија од пасош, симу на тој Бејтов сега покоен, мој пријател. И мислам, фотокопија од пасош, ми го враќа пасош, пасош во джебот, продолжувам пак машини да договарам, ваму таму, а он работеше и машини и текстилни материјали. И не е битно, негде на ноември месец 2003 ми доаѓа од Холандија гарантно писмо. Читам на холандски, не ми јасно, давам еден професор мој бивши и му дава. Чита, вика, вој гарантно писмо, вика, виза да извадиш за Европа. А ја тогаш само еднаш бев имав одено во Западна Европа на Германија некој саем за визи, широка. заборавивте момент дека визи вадевме, да. Така. И одам во холандска амбасада, добар ден, и вадам виза за Холандија. Тогаш немаш телефон, ало, добар ден. Англискиот ми беше многу лош у тоа време, да кажам. Не сум учил у школа англиски, така со некоја конверзија сум научил малку. Може, ваму таму, да, вика да дојдеш кај мене. И јас стварно авионот во Амстердам, близу Амстердам, он живееше во Ајнхорен, едно место близу Амстердам. И стигнав таму, човек ме пречека со колата, ваму таму, 3 дена бевме заедно и кога бевме 3 дена заедно, ја ми го слушај, ајде да земеме еден камион роба за почеток да пробаме. И од ова 5 палети од ова, 5 палети од ова, 3 палети, измиксавме нешто. И што зимате? Текстил? Тоа беше моден текстил за гардероба, некој, не знам, вискози у тоа време, за женски, не се викат кошули, него блузи, така популарно ги викаме. И ги даваш на конфекциите за да ги шијат, така? Конфекциите, ги снабдувавме конфекциите у тоа време. Не беше нешто направил правилен чекор, ама 2-3 артикла успее. Некои артикли за работна облека у тоа време. Успеа да се продават добро на пазарот. Тоа беа 23 декември 2003 ми стигна првиот контейнер
односно камион од Холандија. И од тогаш со, да кажем, декември, јануар, во јануар, условно кажано, нов камион, ама со роба која што се троши. И почна таа приказна со текстил. И тоа го работевме до негде 2012, негде 10-тина година, 2013. 10 години, да. 10-тина години, да. И меѓутоа паралелно почнавме и Кина да работиме со истиот партнер. И носевме заедно влеговте со холанѓанецот. Така. Заедно влеговме. Сега шо? Моја беше задача набавката на роба од Кина, а негова продажбата. Он имаше перфектни релации со афричките земји. Он до тоа време се бавеше со големите фабрики европски за текстил. Практично ги се што ќе останеше како откажани налози, се тоа што ќе беше втора класа, трета класа, го полневе во контейнер и одеше во западниот брег на Африка. Тој имаше таму перфектни релации уште од дедомо, пошто Холандија е поморска земја, имат релации со афричките земји и ние патувавме сега година во Африка. Значи цела Африка, вклучувајќи ги Нигер, Мали, брегот на Слоновата коска, Нигерија. Јас сум бил неколку пати. И сите, значи Бенин, значи нема држава од тој западен брег кој што за Македонија, да кажем, или за овој простор е непозната, да кажем, непознат. Сите идат нели на лов на сафари, не знам, ваму источен брег, меѓутоа непознати, ден денес непопуларен. Во Дакар сум бил 20 пати. Добро, сега уште сте со холанѓанецот или не? Не, кажем интересно, негде во 2013 човекот го фаќа некоја болест и починул во 2016. Во 2013 остава фирмата во Холандија на мене да продолжам сам, меѓутоа не се пронедов. Отворив нов магазин во Штип во Македонија и продолжив со свој колекција. До тогаш не работевме со роба која ќе беше произведена, па ние препродававме практично. Во 2013 почнувам да правам мои колекции, тоа значи главно фабриките за мебел штоф. Почнувам да правам колекции и почнувам да ги делам тука прво во Македонија, па после Србија, Косово, Албанија, не знам, Бугарија и гледам дека тоа добро оди. Така. И негде во 2013, односно во 2014 или 2015 отварам прво во Србија, па таму истата година во Босна отварам во Живинице. Фирма? Да, моја фирма, која што исто Јофатек Србија. Па покасно во Бугарија, мислам дека наредната година, за 2-3 години практично правам мрежа, моја мрежа. И влегувам во големите ланци од типо, тоа време беше Леснина, голем ланец. Поранешна Леснина, покасно ја купија Луц, не знам како. И практично за тие големи корпорации носиш текстил за мебел. За мебел. И меѓу другото продолжувам исто таа бранша, како да кажам, детска љубов за работна облека, ден денес се работиме. Многу мал процент зима у нашиот бизнис, меѓутоа ден денес се работиме, некои материјали за кошули. Друго, почнуваме еден програм Хорека, хотели, ресторани, кафани, некои чаршеви ваму таму. Да. Не оди нешто сериозно, меѓутоа број еден. Ама движи. Движи. Не оди, ама движи. Не оди, ама движи, така. Во текстилот не можеш да направиш некој голем профит, голем исчекор. Јофатекс, сега пример, во рамките на текстилната бранша, последните 10 години е најголема, зборам, и по обем и по обрат во таа бранша. Не само во Македонија, и во целиот регион. Значи, кога ќе земеме по обем и по обрат. И по обем и по обрат. По продадени метри, по ангажирани луѓе за производство, затоа што ние имаме од конец, од влакно, произведуваме предиво, имаме тканина или плетенина, од плетенината произведуваме, после ја лепиме, па после ја фарбаме, па после ја доработуваме, има некои други, има брашинг, некои финишинг на некои производи и на крајот добиваме готов производ, тоа е наш производ.
Ние го креираме, ние го моделираме, им даваме нарачки на фабриките у Кина. Ние не купуваме готова роба во Кина, сме нашле, не знам... Дај ми еден контейнер. Дај ми еден контейнер, ова што го гледам. Не. Да. Значи, фабриките работат исклучиво за нас. Ние купуваме спејс во производство. Колку вработени имате? Во Кина, во моментов работат за нас, ако земеме сите бранши, околу 1800 луѓе. Ти работат само за вас? Само за нас. Аха. Збореме не само текстил, сега фирмата се разви во градежништво. Да, тие ќе ги отворам, сакам да го Во заокружам овој челична дел. индустрија. Во текстилот сигурно помеѓу 400 и 500 луѓе се ангажирани постојано. Постојано. Тоа се вие што тие се па и директно и индиректно на некој начин што работат. Јофатекс има сега развиено и цела аксесори за мебел. Што значи тоа? Од условно кажано даските, значи на конструкцијата од Кина, Добро? потоа внатре механизмите, железото цело, па до шајки, до, како се вика тие, кламарици, до, да кажам, ногарки, механизми, све. Се. И све тоа наш производ. Значи имаме, за секој производ користиме некои познати куки на контрола на квалитет. Секој производ рандом взимаме, мислам некои, да кажам, неколку комади и ги праќаме на контрола на квалитет. Да прашам, почнувате бизнис со нула. Денес колку е приходите? Не ме интересираат профитите, мене генерално Не, приходите. тоа се јавни... Да. јавни... Па, не, знае, идејата ми е малку оние позитивни Информации. бизнис приказни малку да ги, знаете, бидејќи кај нас бизнисмените се плашат од да кажат сега, да, луѓето веќе и знаат што е приход, што е профит, бидејќи на приходот имаш и расход, така што мене ми е поентата како можеш да почнеш од нула и стигнуваш еве, бидејќи затоа ве оставив да зборувате. Колку е обрат, како сакате приходи? Така. Мишко, денес за 200 денари у централен регистер секој може да купи информација за кој колку заработил и кој колку направил обрат или кој што го викаме вие приход. Значи тоа е јавна информација. Јофатекс генерално тоа е глобална фирма веќе. Значи ние во Македонија таа да кажам прв стејшн кај што имаме 2 царински склада, па ја да кажам некоја дистрибуција вршиме. Кога веќе имате Ние Србија, повеќе, Бугарија, така, Босна, така, Кина, затоа ја на купче све ставам од прилика со колку е од нула до колку е Па денес. тие са сите кои ги ставиме над 10 милиона евро обрат годишно. Задоволни сте? Па видите, со толку работа не сум задоволен. Значи, со толку голем ангажман не сум задоволен. А зошто не сум задоволен? Затоа што самата бранша паѓа. Значи, тоа е моите купувачи Се збориме за текстил, зборите? за текстил. Текстилот е трудоинтензивна гранка, а и тапетаријата е А и трудоинтензивна ова од гранка. 0 до 10 милиони е врзано само со текстилот, со сите овие фирми Текстил или се? и комплет И комплетно. аксесорис за... Тоа е само Бидејќи Јофатекс. струјата си Нема веза, значи, нема врска за тоа, да. Па добро, па не е за видите. Струјата е повеќе партнерски бизнис. А После ќе подоцна ќе зборуваме малку дискутираме на подоцна за темата. тоа. Да. Така. Па добро, 10 милиони не е, види, секако има и расходи тука. Расходите генерално кај бизнисмените, барем тоа можам и ја да си посведочам на секој нешто што ќе остане, па и да е како профит малку секогаш гледаш да го инвестираш и си бара нова камера, нов рефлектор и така натаму. Така да генерално и се реинвестираат тие и добивки, бидејќи кај нас малку чудно се сваќа, знаеш, што вау, кога ќе кажеш 10 милиони, па чекај едно, друго, ова, она. Меѓутоа, како видиш, за 200 денари можеш да видиш точно кој што како работи. Тоа е така. Барем денес на компјутер све се гледа. Така. И сега, Македонија е земја на можности или не е? Македонија во моментот Знаеш зашто прашам? Штипот текстилен град, а текстилот веќе гледаме дека стварно паѓа и мене ме фрапираш она пред да влезем во студио кога кажам јас веќе за текстил не разговарам. Толку е готова работа? па видите, од текстилот почнавме да кажам негде во 2000-та да работиме. После 25 години веќе самиот бизнис има рок на трајање 7 години. Или го развиваш после 7 години, или тој паѓа. Значи ти мораш, циклусот е 7 години. 7 години. 7 години, ништо повеќе.
Значи, бизнисот може да обстане сам по себе 7 години. Ништо повеќе. Имам правена анализа на стотина бизнисите за 7 години. По 7 години мораш што да менјаш. Значи, ја го имам, да кажем, во 28 години кариера, неколку пати го имам трансформирано мојот бизнис. Ако ти бизнисот го помине 7-та година, а останеш на истото ниво, ти ништо не правиш. Значи, ти мораш, тоа е жива материја. Бизнисот е жива материја. Па не го видео тоа нашите конфекционери? Не. Точно е дека ние сме повеќе лом производство, дека немаме ние да... Верувате, тие луѓе сите повеќето излегоа од поранешните државни компании. Од големите фирми, од Македонка, од Астибо, горе-доле бизнисот требаше да го знаат, ако не барем може да видат што како се случува. Што е проблемот? Немање работна рака или ефтина работна сила? Што е... Проблемот е што они не сакат развој. Главниот проблем не вложуваат во развој. Тоа значи дека многу малку патуваат, многу се, да кажам, лојални на некои европски партнери. Лојалноста ги води у неуспех. Тоа не се ни свесни... Тоа е комфорт зона, некој од која не сакат да излезат. Тоа е класична комфорт зона. И децата ги воспитуваат. Знаеш како, мене сега имам луѓе кои што сум работел со дедо му, па сум работел со татко му, а сега со внукот, а внукот е со мене генерација. Мишко, значи да долувам на гледачите приказната, го знам дедо му, сум разговарал со него, било детето кај него на состанок. Со татко му сум работел, татко му отишол веќе во пензија, завршил кариерата, сега работам со синот. И тие луѓе, 3 генерации кои се смениле, дојдат ке мене и викат: "Јофа, што да правиме со парите?" Значи ја имам секој месец по некои луѓе што ми дојдат на врата, кажувај што да правам, некојум да оставам клуб пари на децата, не знам што да правам со парите. Викам: "Добро, што правиш до сега?" И он ми го иста приказна ми ја кажува дека тоа го правиш, што ја знам дека го правам. И сега, знаеш, малку во моментот имаме ние таква инфлација што парата не вреди. Ако не ја реинвестираш, и ако ти стои во банката за 2-3-5% или тие сега што ги промовира, и во банката губи вредност, инфлацијата е јаде. Акции се разлика 1-2% со поголем ризик, нормално. Абсолютно. Така е. Со поголем ризик. И са тие акции вложуваат во некои европски фирми, Европа луѓе е на колена во моментов. Значи, како да кажам, вложуваат во нешто што многу е лабилно во моментов. Европа стварно нема иднина. Цел континент. И тоа зборам за најголемите држави, како Германија, како Франција. Франција нема бизнис. И генерално постои, како се вели тоа, лидерска криза на лидерство. И... Тоа е другиот момент, политичкиот, кој што не го анализирам, пошто не сум политичар, јас сум бизнисмен. Али од економски аспект, во моментов, во енергетскиот бизнис во Германија е тај моторот или локомотивата на Европската Унија, е на колена. Локомотивата не иде. Значи што автомобилската индустрија, Порше како луксузен бренд, кој што порано има перцепција дека секој богат човек треба да има по едно Порше, има 70% пат, значи не купуваат Поршења повеќе. Volkswagen има 50% пат. А зашо? Ја го имам одговорот. Затоа што комфортна зона и самата Европа 2-30-50 години се однесува. Siemens, како е најголем, да кажем, конгломерат за енергетика, целиот се произведува во Кина. Шнајдер се произведува во Кина. Јас сум бил лично во фабриките таму. Не можеш ти да лепеш етикети само. Значи тоа може некој сегмент, ама не можеш на све да лепеш етикети. Да, голем дел е преферирано Кина, Индија, видејќи Така. И сега, знаеш, на крајот денот се прашуваме што има Европа како производ, да кажам, што е домашниот производ или GDP-то што ќе го заснова. Они имат само еден производ, а тоа е висок стандард. Тоа значи се ги менјаме парите. Јас ти плаќам скапо, ти плаќаш скапо на овој плаќа на овој, и они само ги врдат парите, само имат висок стандард. Пример, стандардот веќе толку колку што беше. Најодржлива е, да кажам, Шпанија и Грција.
Ќе ме рече некој, ајде, Шпанија. Затоа што се има Да, море. многу помали плати, многу поевтино за луѓето, многу луѓето посрекни таму живеат. Имаш сонце многу таму, Многу имаш сонце, море, имаш значи, има пристаништа, мотивација. Да. Ја не сум Да. сигурен дали, не знам, во Германија или во скандинавските земји. Во скандинавските земји, ако не се рудните богатства, немат никаков производ. Да. Немат. Тоа е истината. Мгм. Мислам, не треба да се ние сме превише како држава ориентирани према Европа. Меѓутоа, не треба да се лутат европските, да кажам, и бизнисмени и политичари ако им дадеме замерка дека не терат добро. Значи мора да се модифицира. Добро, они и генерално сите гледаат и веќе коментираат дека Европа не тера добро затоа што од една страна е оној конфликт Русија Украина, од друга страна го гледаме Трамп што како прави дека практично ја ништи самата Европска унија. Од трета страна имаш Кина која што цело време велиме 23 век која што силно гази доближува до тие европски пазари да практично да ја згази и германската автомобилска индустрија на некој начин. И сега тука е ние некако тука пливаме. Па многу сме Да. врзани за Европската унија. Можда то не е лошо, ние целиме да бидеме дел од таа унија, све тоа во ред. Меѓутоа, не знам колку има капацитет. Предпоставам кога гледат како голем пазар, знаеш како некој што бил Југославија 20 милиони, сега гледаш Европа поголем пазар, ама ние па фирми Што би понудиле ама ние тој ние па пазар? имаме 3-4 фирми кои што веќе одамна извезуваат на сакаш Да, нема алкалоид, никакви сакаш рестрикции кои што со имаат Европа. свој, да, кои што веќе имаат свој, меѓутоа алкалоид па е распространет и по Америка и по на цел свет. Сакам да кажам дека тој европски пазар и тука завршува сега приказано со Јофатекс уште тера? Со Јофатекс, За да одам на струја. За тоа. Приказната и Говорам ден, за текстилот. И ден денес Аха. тера, текстилот и, да кажем, аксесори за овие, за мебелот. Значи, тоа е хардвер за мебел и ден денес функционира, работи, прави некои, да кажам, и промет многу мал профит. Верувајте дека во текстилот и во таа бранша е многу мал профит. Многу мал профит. Кажи ми, секој бизнисмен го праша, тој прв милион кога го правише посебно чувство или? Првиот милион Или како викат, првиот милион е тешко, после најтежок, веќе најтежок, дефинитивно. Додека капиталот не почне да работи, додека работиш сам со своите раци е најтешко. Значи, до првиот милион сам работиш. После првиот милион веќе почне да работи самиот капитал. И да ти помага многу. Да ти помага. Колку време ти требаше за првиот милион? 10 години? Не. Јас многу брзо напреднав. Мислам дека помалку од 3-4 години. Ајде да кажем 4 години максимум. Тоа беше веројатно и предуслов и за соработката со твојот гуру од Холанда на некој начин. Ајде малку, окей, ова како бизнис, текстилот, оној моден велите и генерално текстилната индустрија паѓа, па и во Кина. Дај ми го малку оној момент на кој што правите диверзификација и на капитал. Влегувате во бизнис со струја, Synergy, така, Energy, Jofa Energy Solar. Во пред бизнисот со струја, ја стално нешто инвестирам во некоја земја, во некои, да кажам, поранешни капацитети, па трансформирам, значи нешто правам, значи градежништвото ме е прво интересно. Градежништвото го изумев, да. Градежништвото е пред... Да, градежништвото е пред негде од 2019, 2018. Што, згради? Да, згради. Во Штип или... Прво во Штип, па после нешто во Скопје, па во, да кажам, во Свети Николе сега градиме 2 мали згради и така. Се исплаќа? Да, профитабилен, се уште профитабилен бизнис. Се уште профитабилен бизнис. Ако ме колку прашате... е во Штип цена квадрат? Мислам дека 1200 или 1300 е минимум. Да. Можда до 1500 негде центарот, сега на мала зградичка правевме 1500 во центар. Сосема мала беше, меѓутоа како цена, како параметар може да се земе. 1500 евра квадрат во Штип. А Свети Николе? Свети Николе, мислам дека околу 1000 евра се продава. Не сум сигурен, там има еден партнер кој што го работи тоа, ама околу. А зашто идете во градежништво? Тама сте со партнери исто така? Да. Таму сме со партнери. Видите, градежништвото секој пат е била бранша која што ќе биде у подем.
Добро, човек кој што не седи мирен, црвот игра нон-стоп, Така, дај така, малку така, да така, сменам така, негде така, она така, да биде така. поинтересно. Не е презаситување, ама дај Не, да- и потреба, Мгм. да. Градежништвото е бранша која што ја познавам од детството. Некој цел живот татко ми нешто правиме, ваму, таму, значи ја знам работата. Ја имам во враци и ми е јасна, не е нешто кој знае што. И сега работиме мега проект голем, пак сум јас да кажам инволвиран внатре, знам точно што правам. Градежништвото е бранша зашо е интересна. Секој што е македонец надвор денес, во ова време кога сите се, да кажам, некако иселени и срекни надвор, колку се срекни Мгм. не знам, не можат да купат во таа држава некој дом и купуваат во Македонија. И секој има по еден стан или во Охрид или во Скопје или не знам, во Штип. Сега, ако ме прашате што беше во 90-те години најголемата измама, беше менувачница ТАТ. Ако ме прашате што е најголемата измама во 2025 и 6 е становите во државата. Целата таа е на нестабилни нози бранша. А ангажира многу луѓе, многу пари се вртат, секој имаме по 3, 4, 5 стана, дали ни се потребни, не знам. Па беше и аферата Фикон, па падна малку оно со становите. Оно на почетокот, како кажа ти, тој е сонот на секој македонец, Да. дека татко имаше еден дуќан горе, тој ќе го рентам, овој ако сакаше 24 квадрати. Тој денес што живее македонецот, да има станче, да има уште едно дуќанче и Така. да може да го рента, и ако може да си пие кафе по цел ден низ град, тоа е најдобрата работа. Но мислам дека се менуваат веќе времињата. Младите генерации горе-долу ги фаќаат трендовите сега и дигитализација, ера на интернет. Знаеш, не можеш да скриеш ти напредок на Кина, на Индија, на Виетнам, особено на Кина, тоа е неверојатно. И градежништвото уште тера, така? Паралелно оди и градежништвото. Паралелно оди, меѓутоа ја не гледам иднина во него. Искрено, ако мене прашаш од овој аспект, не гледам. През заситен е пазарот веќе? Ти речем по Скопје е празно. Значи ние имаме сега 3 пати повеќе станови од становите што живеат луѓето. И сега тие станови треба некој да живее. Кога почнува градежништвото? Негде 2018-19. И потоа доаѓа Во 2000 кризата ве натера, високите цени на струја, прво како бизнис да инвестирате во соларни енергии? Не. Многу интересно. Во тоа време кога работеме градежништво со еден партнер мој, викам, слушај, во моментов има некој интерес, гледам, се купува земја за фотоволтаици. Викам, оди испрашам, викам, ја работам, он има градежна фирма, викам, ја работам со еден, вика, да прашам, што вика, он го донесе за 2 часа, човекот го донесе кај мене и ми објасни што за фотоволтаиците. Меѓу друго, знаеш, некој пат, ја викам, има и карма. Еден човек од Штип, кој што мој долгогодишен пријател, имаме некоја релација, меѓутоа далече, не близу. И веќе направи една фотоволтаична централа, близу Штип, Карорно село. И вика, слушај, до утре се сретнавме и со него. Како, шо? Вика, ја сам си ја направи централата, цената на струјата расте, беше многу искрен, а се знаеме цел живот. Викам, а сега ти, вика, имам голем проблем, вика, од Кина не можам да земам, вика, опрема за втората централа. Викам, ја во Кина имам се што ми треба, имам мој вработени во Кина, имам контрола на квалитет, значи се што треба да земеме од Кина, може да набавиме одма. И така се споивме, тројца ортаци, KTM Energy Solution, така е направена негде. Така е KTM Energy Solution. Да, тоа се Кристијан Трајче и Маријан. Да. Значи тоа се тројцата ортаци. И така KTM почна да работи прво за себе централи, прави некои десетина мегавата централи инсталирана. Тоа е веќе кризата почнува, веќе војната Русија-Украина или ковидот. Не, ковидот. Тоа е ковид. Тоа е за време ковидот. Да, ковидот фаќа. Баш се сеќавам, една вечер останавме кај мене у канцеларија, беше полициски час, останавме цела ноќ, разговаравме до душа, ама беше полициски час. Така е, тоа е ковидот, па после доаѓа кризата со струја. Во ковидот. И имаше цена на струјата во тоа време помеѓу 200 и 1000 евра беше мега. Да. Ненормално. Да. И викам, ако продолжи ова
цена на струјата, рачуните ќе колабира целото стопанство во Така е. Македонија и во Европа, нормално. Така е. И така одеше, бајаги не може да го издржи тој притисок на цена на струја. Сега, за воља на вистината, и па ќе кажам, има карма, значи нешто што те води во животот. Почнавме со идејата, ајде да правиме централи за нас, ни дојде многу луѓе кои што од текстилот прво, долги години сум работел, абе вика на кровот да ми ставиш панели, Панелот, да струја плаќам по $1.000.000. Ја како бе $1.000.000? Да, вика $1.000.000 струја. И почнавме еден кров, втор кров, вамо тамо и направивме за една година 10 мегавати на кров, на одредени фирмички. Фирми, поголеми, помали. Добро, прават сериозни заштеди прават. 10 мегавати. И од тоа време луѓето за 2 години ги ја вратија за 3 инвестиција. Да. И беа многу среќни. И сите тие луѓе покасно се појавија како инвеститори на поголеми централи, односно на земји. И така почна Катама. За првата година... Катама почна 2019-та? Не, 2021, 2020. Да, ковидот. Да, ковид, 2021, така нешто. Добро, и Да. колку е веќе тоа? 5 години, така? 5 години. Колку централи имате? Во моментов имаме наши централи околу 30 мегавата инсталирани на мокиност во наша собственост, а имаме изградено околу 120 мегавата. Значи, тоа е, ако имаме 1000 мегавата во државата, негде Катама Energy Solution има изградено околу 10 на 15% од целата количина на во државата. Добро, ама сега цената на струјата па не е толку до плафон, сега малку Така е, имате така, проблем така, така. со вишоци на струја, но во секој случај барем на фирмите направија сериозни заштеди. Оној период кога го споменавте, дури беше неверојатно, и кога беше руско-украинскиот конфликт одеше до 1000 евра, дали некој вештачки го правеше тоа или не. Ова е бизнис на еднината или? Знаеш, ние цело време збориме зелена енергија, 365 дена, не знам, од 365 дена 250 имаме сонце и така натаму. Е бизнис на еднината ова енергија или бидејќи вие не мирувате, па не знам како размислувате сега. Види, Мишко, значи енергетиката е бизнис долгорочен. Енергетиката не е бизнис за една генерација. Кој што планира да заработи пари за 2-3-5 години, одма се зафркнал. А имаше такви. Така. Имаше И така. ден денес ги има. Има такви. Ги има уште, Yeah. ги има уште, екзистираат, меѓутоа не знам до кога, не се радувам да не се лажеме. Не, да. Меѓутоа имаше и многу аматери што влегува во бизнис. Енергетиката е бизнис кој што ти носи секој ден профит, меѓутоа тоа е берза. И не можеш да предвидиш. Ако ја можам да предвидам денес за утре, односно за задутре, пошто имаме ние дејакет берза, за задутре ја ќе бидам најбогатиот човек на светот, ако знам колку пари ќе ми Да, бидат утре струја. струјата. Така. Ама тоа е невозможно. И затоа, пошто и електричната енергија се базира на побарувачка и потрошувачка. Па така е. И сега Тие се основните работи во економијата крива на побарувачка, крива на потрошувачка, тоа е. И сега ќе се вратам на енергетиката. Енергетиката претходно беше многу заспана, да кажам, бранша и пример ние немаме перцепција за неа. Имаме старите хидроцентрали од Југославија направени, имавме рек Битола која што е тотално неупотреблива, имаме, не знам, Неготински онај на мазут и така да за енергетиката Тец Неготино, рек Осломе, рек Осломе, некоја хидрологија. Така. Ема тие хидроцентрали кој знае од кога не е реконструирани. Добро, Пошто има они треба колку да се толку не спасува во кризата. и ние купувавме, ние главно купувавме енергија. За нас беше најлесно како држава да купиме енергија дали од Бугарија или од Нешто што ќе направи рек Битола колку што може да направи и после остатокот Мишко, го да купуваш. расчистиме, рек Битола не прави ништо повеќе од 15 години. Јасно ми е. Да. Термоцентрала е нереконструирана не знам колку години. Рек Битола и прави само штета на државата. Да расчистиме, значи рек Битола е на вистина она што треба да се фокусираме, да го некако реконструираме, да не го угасиме, да не се разбереме погрешно, меѓутоа да го реконструираме, да го модифицираме. Зошто? Самата мрежа која што влегува во рек Битола е многу сериозна. И е многу вложено во таа мрежа. Меѓутоа, термоцентралата не е на носи.
И сега ние имаме еден голем проблем во државата, зошто се цените нули. Нас ни исклучија од европскиот пазар. Ние имаме СИБАМ, тоа значи во превод дека не предупредила Европска Унија пред 10 години, па не предупредила пред 5 години, во тоа време властите немале интерес да тоа го да сигнализираат или да вложат таму, и ден денес уште сега се почна да се стварно, значи има интерес. Се гледа дека стварно оваа власт се интересира да го тоа реконструира и да го на некој начин дооформи да се малку да се вклучиме на пазарот европски. Меѓутоа до денес за утре не бива. Дефинитивно ни треба многу да работиме на проблемот. А проблемот на брз рок се решава само со батерии. Така. Тоа е. Иначе да го реконструираме, не дек битува за 3 месеца тоа невозможно. Не, нема шанси, прво затоа и рудникот веќе нема руда, таа што Прескапи има. јаглинот не што го. Да, ама и тоа е нискокалоричен, не е Така. калоричен, па дури го увезуваат. Не увезуваме Да. од Косово, не знам од ваму од таму, Од Косово или од Грција, не знам од Не кај знам увезуваат. дали од дури Грција, не знам, и- не знам. Овако, дајте ми го од ова ќе одите на нешто друго, на друг бизнес или? Па Како размислувате? реално, знаеш како во животот има сум правил анализа на повеќе бизнисмени. Аха. Како размислуваат? Нашите македонски бизнисмени, да кажем и балкански, пошто јас стварно имам во Балкан, на целиот Балкан имам пријатели, и они размислуваат слично. Тоа што значи превод, Мишко? Тоа значи дека колку и да им дадеш бизнис, тие ќе работат. Значи нема тона мерка, ова го сака, ова го неќе. Не постои. Што е да му дадеш, има профит, таму има влегува. Ја не сум од тој тип на бизнисмен. И се обидувам да не бидам. А зашо? Знам колку ми е доста. Значи јас сум почел да Значи, работам. ние сега не збориме тука веќе за пари, така? Не, Веќе за пари, не за Веќе говориме за, па на крајот од денот треба и тоа што ќе го земеш за да го испорачаш, да биде како што треба се. Во моментов имаме реално друг проблем, а тој проблем малку луѓе го согледуваат. Во моментов имаме, кога бевме ние деца, пример стопанството беше на колена. Меѓутоа, институциите функционира безпрекорно. Да кажем, ако имаш проблем полиција, ако се пожалиш ке полиција, значи тој доаѓаше полицајец и постапуваш. Имаше сериозен суд, имаше сериозен судија. Имаше сериозна, да кажем, образование. Ние тоа што го учевме како деца до 4-то одделение, сега моите деца го учат до 8-то одделение. Тие тоа што го учат на факултет сега, ние го учевме во средна школа. Токаво е знаењето нивно. Ја имам 3 деца и тие 3 деца секој ден наоѓам време по 1 или 2 часа дискутираме за образование. Збориш? Секој ден. И секој кога се врата од школа, што учиш бе дете ти? Тоа, лошо е. Не ми се свиѓа. Кажи ми, истиот елан го имаш како на 17 години за работа? Кога почна? Уште? Ја до ден денес работам, многу пати се смеат. Не сме стари возрастни, ние сме во полна снага. ние сме во полна Меѓутоа, снага, друг е еланот на 18, друг е на... Сега си посериозен. Исти. Може некој да те прелаже сега? Нема Ај Боже на шанса. 18. Ни на 18 не може да ме прелаже, ни сега не може да ме прелаже. Да не се лажеме. Значи, може да му дозволам на некој, ако сакам да си играм бизнис, може да му дозволам. Го осеќаш одма? Како не? Ние викаме во бизнис треба да имаш нос за бизнис. Значи јас можам на 10 километра да го препознам дали по телефонски. Како се препознава бизнис? Многу лесно. По телефонскиот разговор, по вордингот, по бојата на гласот, ја го препознал дали има сериозност или нема. И крај. Јовчевски, да влеземе во финалето. Ритейл парк, гледам дека кога годиш во Штип се гради, тоа е од оно што јас го гледав, што ми го пуштите како идеално решение како треба да изгледа, тоа ќе биде, тоа е поприлично големо таму. Да. Гледам кафичи, кафитери, ресторани, на ритейл парк нормално сега ние нема да одиме предпоставам со оние луксузни брендови, меѓутоа оние кои што се достапни за граѓаните сигурно ќе видат во тој парк. Не знам дали ама има сауна, има не знам простори за деловни простори. Има игротека, има колку квадрати е? Целата парцела е негде 60.000 метри квадратни. Таа парцела треба да се уреди целата. Зошто вика да се уреди?
дали ќе треба да биде под кров, дали ќе треба да биде асфалтиран, паркинзи, дали ќе треба да има, не знам, автоперални, значи секви сервиси. Ние сме 5 км од Штип, практично ние сме на раскрсницата, Јофа ритейл паркот е на самата раскрсница помеѓу Кочани, Кочани, Струмица, Радовиш, Виница, сите тие од таму Радовиш, што циркулираат. Струмица. Значи, нас не ни е таргет само Штип. Свети Николе на 5 минути, Па добре, Велес е на 15 минути. затоа и ставена таквата локацијата. Скопје како најголем град и како најголем конзумент за тие ритейл шопови е на некои 30 минути, пошто ние сме Да. влез во Штип. Да. Влез во Штип. Да. И сега, намерно е локацијата избрана да не биде во градот, затоа што ти не можеш 1000 коли да примаш во Штип подеднаш. Ние имаме Така е. капацитет 420 паркинг места веднаш, а за развој имаме уште 600 паркинг места. 1000 паркинг места, имаме 1000 коли, по 20 да се во околу 2000 луѓе може да ги примаме влака. Значи, тоа може само негде надвор од градот. Ова, знаеш, малку повеќе сакам да видам, пример, ритейловите сите во Европа и во регионот се надвор од градовите. Тоа не може да се направи у центарот на градот, па да стане овака. Па не, и овој белградскиот тава, мислам дека ми е сличен, баш така. Пословно после Патарина или пред Патарина. Така е. Во Лесковац, пример, има 3 ритейла. И сите работи. Тоа е, рачуне, шопинг за средна класа, да кажеме. за економска класа. Па не, види, знаеме, секој знае да отиде и кафе да напие, знаеш, онака да се Значи, мене ми треба луѓе, значи да има посетеност. Не сакам да правам некои скапи брендови, не знам, луксузни, па да дојде некои луѓе, некои несрекни луѓе. Ќе дојде, има многу викат, вика, зашо немаш она, како се вика, репродажба или Аутлет. Вика луѓе. Ја кога ја сум влегал тоа, никој пат не сум купил ништо. Или не ми се фаќа, или е изфекано. Никој пат не сум купил ништо. Или нема број. Не сакам да или нема број. Не сакам да има несрекни луѓе. Колку е таа инвестиција, колку чини? Па целата инвестиција негде треба да ја затвориме околу 15 милиона евра ќе кошта. Од прилика, не можеме да знаеме. Значи, таков проект во моментов не може никој да го предвиди колку е. Кога ќе биде готово? Кога се очекува? Па очекуваме негде крајот на годината да го привршиме. Нова година? Да. О, браво. Да. Целиот е готов како да кажам, елементите се готови, бетонските работи ги работеме и сега останува само шрафење. Фирмите договорени се горе-доле? Да. Или? Да. Добро. И за крај, Кина. Како ја гледате Кина? Ја цело време велам 23 век, бидејќи вие сте таму преселени нон-стоп на роботизација невидена. Така е. Во Кина патувам секоја година по 20 на дена. Ако ги собереме сите години, негде околу 2 години имам живеено во Кина. Ако погледнеме реално. Кина во моментов се развива многу и тоа интензивно се развива. Дури другите земји си имат малку, да кажам, Исплашено? Не исплашено, него ги има затечено во моментов. Како Јапан. Пошто Кина е една копија на Јапан. Меѓутоа, Јапан веќе има впечаток дека е копија на Кина. И страшна експанзија има Кина. Страшна експанзија има Кина. Добро, тамо, ви сте нели дека тамо, бидејќи овие картички не функционираат. Одиш во продавница, во маркет, вика не можам да купам како се вели она приврзок или сувенир не можам да купам. Функционираат нивни картички. Плаќаат луѓе вика со очи. Како рекам со очи. Да, рекогнес на рекогнес, да. Овака сега. Значи, последен пат, минатата година, не оваа година, минатата година, се обидов во маркет да платам со јуани кеш. И дадов 100 јуана, или ајде да кажам у превод у наши пари, 700 денари. Жената немаше да ми врате 300 денари назад. За гледачите да биде по блиску. Значи нема кеш, и отвори целата каса, вика нема. А како плаќаат со очи? Ја знам како изгледа има на една луѓето. апликација, се вика WeChat,
и се прави преку таа апликација. Преку неа комуницираме, таа е како социјална мрежа, како практично Facebook или Instagram, ама многу поразвиена. Внатре имаш внесено картици и тоа. Да. И со секој човек има различна Зеница окото боја на очите и различно распоредени сите тие делови. Ја точно не знам, ама Да. и јас плаќам со очите, значи ја погледнеш само, погледни вака и ти Добро. и плаќаш. Застрашувачко ли е колку оди напред Кина? Во тие дел дигитализација, роботи, едно друго. Па, не сакам да откривам се нешто, ќе видиме и за ритейл паркот, за тоа зборувам, па може и тогаш да се разговара, да. Сакам да биде малку повисоко технолошки и цела према во тој смисол да биде. Меѓутоа Кина како Кина генерално имат многу добро образование. Ја на децата и викам, деца, ако сакате да учите школо и да имате квалитетно образование, исклучиво Кина е дестинацијата. Тоа е реформа која што ја имаат правена кинезиве и која што дава резултати. Така. Они има сериозно враќање на луѓе кои што ги праќа на обуки по западноевропските земји и по Америка, се враќаа назад и сето тоа знаење го пренесува и затоа швеѓаниве денес кога ќе дојдат во Македонија велат не знам што правите вие, ние учевме од вас тој југословенски модел вие. Така. Но тоа се други теми. Како и да е, ти посакам многу успех. Ово било што и да работиш, еве сега ритейл паркот, па ќе видиме до нова година негде пред или после нова година. Така. Во секој случај се надзираат контурите, многу успех и во што да работиш понатаму. А знам дека нема да мируваш, само не знам накаде ќе одиш. Не можам да намирисам, да насетам. Види Мишко, значи во Storytel паркот сакам да го затворам мојата кариера околу градење праење, сакам малку да се фокусирам потполно во друг правец, тотално во друг правец. Тоа значи образование и креирање на нови, да кажем, бизнис луѓе кои што ќе знаат како да прават бизнис во иднина. Добро. Тоа значи Добро, јам во најава. Потполно различна. Диаметрално спротивно тоа што му правил до сега. Апсолутно. Децата веќе ми растат и сакам малку да посветам внимание на нив. Благодарам уште еднаш. Благодарам Мишко на поканата, на моје задоволство. Маријан Јовчевски, собственик на Јофатекс, компанија која што 30 години, 3 децении екзистира. Овде е нормално и Јофа Solar Energy ритейл паркот за кој што зборувавме. Ви благодарам што бевте дел од бизнис класа, возложено од Diners. Се гледаме повторно за 7 дена, до тогаш не заборавајте лайк, сабскрајб на нашиот YouTube канал Мишко Иванов, следете ни на социјалните медиуми, Facebook, Instagram, TikTok. Довидување.